Ова е студентски парламент на UCLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UCLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука ќе се задржиме повеќе на вебинарот кој минатата недела се одржа на Педагошкиот факултет во Битола на тема емпатијата кон надарените и талентираните. Но ќе донесеме и други информации, па затоа бидете заедно со нас на 90,8 да ги проследите. Ќе започнеме со музика. Во пресред на Денот на науката 10 ноември, минатата недела на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, поточно на 6 ноември, се одржа вебинар на тема емпатијата кон надарените и талентираните, на кој учествуваа академски кадри и студенти на UCLO, средношколци, психолози, педагози од средните училишта од Битола. Вебинарот уште еднаш потсети на важноста за негување и јакнење на емпатијата кон надарените млади луѓе и нивна брза интеграција во општеството, а оценката е дека и со овај настан се направи уште еден чекор кон создавање на негувачка средина за талентирани студенти, за да им се помогне да го достигнат својот целосет потенцијал и да бидат лидери на иднината. Присутните на настанот ги поздрави ректорот професор доктор Игор Неделковски, кој при тоа го изрази задоволството за посветената грижа за надарените и талентирани студенти, како и нивната улога во општеството. Еве дел од неговото обраќање.
Благодарејќи на пионерските напори што ги прави професорот Кеверески, а ние како ректорска управа ги препознавме и тука предводени од нашата проректорка Буневска-Талевска овозможивме околина која ги стимулира надарените и талентираните студенти. Без лажна скромност. Сакам да напоменам дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола не само што е прв во државата, туку и водечки универзитет по работата со талентираните и надарените студенти. Ние први донесовме правилник, ги изменавме соодветните акти и под надзор на нашата проректорка Буневска-Талевска ги идентификуваме нашите најдобри студенти со соодветни психолошки текстови, дизајнирани од професорот Кеверески, и потоа им овозможуваме да средината, просечноста не ги кочи. Тие студенти добиваат лични ментори, професори, кои работат со нив за да ја стимулираат нивната желба за наука, имаат повеќе права и обврски, како што се предвремено полагање, добивање екстра кредити и така натаму. Но ова не значи дека другите студенти се занемарени. Универзитетот Свети Климент Охридски води грижа за секој студент, но за на тие најдобрите им дава ветер во грб да просечноста не ги спречува во остварувањето на нивните амбиции. Бидејќи ве гледам многу средношколци тука, да знаете, сите вие сте добредојдени на нашиот факултет, а тие што отскокнувате, ќе добивате и посебен третман и стимуланс за да напредувате во вашата желба за наука. Уште еднаш, професоре, вам лично и на педагошкиот факултет од Битола ви се заблагодарувам што го организиравте овај настан, што континуирано работите, а ние како ректорски тим, посебно проректорката Буневска-Талевска, секогаш ви стоиме да ве поддржиме во вашите активности. Ви благодарам. Проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, ги поттикна не само студентите, туку и средношколците, како идни студенти на УКЛО, да ги следат настаните, програмите, работилниците што се организираат за надарените и талентираните. При тоа ги информира за сите активности што ги превзема Универзитетот за своите студенти. Ви го пренесуваме и нејзиното обраќање. Сигурно сте тука за да слушнете како се рушат бариери, а токму тоа го прават и студентите на УКЛО кои ги идентификувавме како талентирани и надарени. Бидејќи кога почнавме, тоа беше бројка од 50 студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски, па низ цел тој инструментариум стигнавме до бројка од 20 студенти, па потоа низ тие психолошки тестирања стигнавме до бројка од идентификувани и прогласени 4, односно 5 студенти на Универзитетот Климент Охридски, бидејќи петтата студентка е во тек нејзиното тестирање. Ние не чекаме да некој дојде кај нас и да некој ни понуди, туку ние се отвараме и го правиме она што најдобро го знаеме за нашите студенти, а со самото тоа и за средношколците и за учениците во основните училишта, затоа што покрај тој правилник за надарени и талентирани кој што постоеше и ние само го ставивме во функција,
Овој ректорски тим донесе и правилник за практична настава. Во еден од членовите, во членот 7 чинам е предвидено да бидат определувани студенти тутори, па јас верувам дека во следниот период ќе направиме напори да токму дел од овие талентирани студенти им биде овозможено во функција на тутори да работат не само со останатите студенти на универзитетот, но и со средношколците и со учениците од основно училиште, бидејќи талентите ги имаме во сите нивоа на образованието. Например, би можеле дел од тие студенти да работат со Мартин Талевски, кој што заедно повторно со професорот го промовиравме на Технички факултет Битола на денот на математиката со наши две професорки по математика од универзитетот, Елена Котевска и Сонја Чаламани, така што рушете ги бариерите, интересирајте се, пријавувајте се и како средношколци и како студенти на сите вакви повици кои што и програми кои што универзитетот ги нуди, сигурно дека со самата идентификација и со вашето вклучување во понатамошните процеси на универзитетот во работата со надарените и талентираните ќе бидат препознати и ќе ви бидат дадени низа на можности за соработка. Сигурно дека пропуштив многу од активностите кои што ги направивме во изминатиот 2-годишен период, меѓутоа сакам уште еднаш да ги поздравам нашите идентификувани талентирани студенти, се трудиме тоа да биде рамномерно по единиците во зависност од резултатите кои што ги покажуваат студентите, се трудиме да ги вклучуваме во сите активности на универзитетот, дел од нив работаат на изработка на студентскиот магазин, останатите работаат на поддршка на другите студенти во подготовката на студентските трудови за различните студентски конференции и останати студентски активности. Го донесовме и правилникот за воннаставни активности за да можеме дополнително да го вреднуваме секој нивни ангажман преку доделување на дополнителни ЕКТС кредити кои што ќе бидат внесени во додатокот на диплома на секој студент и во иднина пред работодавецот ќе сведочат за нивниот дополнителен ангажман и вложување во работата на универзитетот. Ќе продолжиме со несмалено дејство да работиме со секој еден студент на универзитетот, а секако на надарените и талентирани студенти да им ги отвараме можностите и вратите за нивно вклучување во општеството и во заедницата, за да тој процес на давање на уклон кон заедницата и назад биде двостран и повратен. Благодарам. Научната констатација дека талентирани се оние кои напредуваат во општествата и светот, а образовниот систем е одговорен да ги открие и негува во професионалниот живот. Професор доктор Љупчо Кеверевски од Педагошкиот факултет во Битола, експерт во областа, апелира. Сите оние кои што се и во релевантните институции да се свртат со своето внимание кон надарените и талентираните со цел да придонесиме тие да останат во нашата држава, односно нивното искуство да го добиеме во Македонија. Сега се знае дека Битола и Педагошки факултет се пионери или креатори, да кажем, на имиджот за третманот на талентираните и надарените. Познато е и на Педагошкиот факултет веќе постои втори и трети циклус за образование на надарени и талентирани, но поводот е всушност да се сензибилизира и општествената јавност, и институциите, и поединците да се свртиме кон квалитетот, кон надарените и талентираните. Мотото главно е се може да се одложи, само грижата за надарените и талентираните не. Бидејќи компромис не можеме да направиме со надарените и талентираните, тоа повеќе уште на апел сакаме да испратиме до сите, не само во нашата држава, туку и во целиот свет, талентираните што побрзо да најдат своето место и грижа на институциите во кои што се вклучени.
Инаку на настанот покрај раководството на педагошкиот факултет, академските кадри, студентите и заинтересираните учесници, трибината ја следеше проректорот професор доктор Јове Димитрија Талевски, а преку видео врска се вклучи професорот Станислав Милошевиќ, програмски директор на истражувачката станица Петница од Србија. На настанот имаше и голем број онлайн присутни учесници, што покажува дека интересот за поддршка и развој на талентираните млади е силен и инспиративен за сите. Ништа во себе, бевнати со сите ангели, но се виножито во ова тело, за тебе, за тебе. И ти поверував да не се плашам веќе, и поверував во себе си. Сега најнаш да прифатам дека морам без тебе. Јави се, кажи ми како да се понесам себе и после се да танцувам со сенките без тебе. Кажи како да се и да се носам со сите демони во себе. Не, не, не. И ангелите до мене си ги симна маските, кога стана флик во лоша драма, без тебе, без тебе. Кога сонцето во душата ми зајде и не се јави повторно, и тога сватив дека пак сум сосем сама, без тебе, без тебе. Јави се, кажи ми како да се понесам себе и после се да танцувам со сенките без тебе. Кажи како да се разбудам и да се носам со сите демони во себе. Не, не, не. Без тебе. Ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битол, ја следите емисијата Студентски парламент. Продолжуваме со останатите информации кои ги подготвивме за денеска. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го објави третиот повик за испраќање на студентски трудови за учество на третата универзитетска студентска конференција, која ќе се одржи на 17 декември 2024. Оваа година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја организира конференцијата како дел од Алијансата Колорс, што представува уште поголем предизвик за академската заедница на регионално ниво, но и во поширокиот европски контекст. Учество можат да земат студенти од прв, втор и трет циклус студии од сите дисциплини и профили. Очекувањата се со одржувањето на конференцијата во голема мера да се подобри академскиот развој на студентите, да ги направи нивните истражувања повидливи и преку значајниот придонес на менторите, студентите да го унапредат својот личен и професионален капацитет.
Заинтересираните студенти за учество на конференцијата треба трудовите да ги достават до 24 ноември 2024 година на електронските адреси aleksandar.todorovski@uklo.edu.mk и elena.kitanovska@uklo.edu.mk. Техничкото упатство за подготовката на трудот и темплейт за подготовка на презентација или постер се поставени на линкот објавен на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk. Уште да кажеме дека студентските трудови кои ќе бидат презентирани на конференцијата ќе бидат објавени во зборник на трудови, а определен број на селектирани трудови ќе бидат објавени во вториот број на студентското научно списание New Horizons Journal of Student Research на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Многу пати сакам да сум сама, тогаш тебе нежно те замислувам. Нешто убаво се случува, срце срцево, умот ми го збунува. Цело време ти ме шеташ, одиш горе-долу во мене. Вечерва си само мој, ти без филозофии. Дай ми да пробаме, можеме, не може, бај, бај. Вечерва си само мој, ти без филозофии. Дай ми да пробаме, можеме, не може, бај, бај. Може малку си блефирам, сепак многу ми се свигаш. Ти во себе јесте најдов тебе. Ти си како магија, успеа ти се да смениш дури кога заспивам. Таму ти ме следиш, ти си како магија, моја абракадабра, понекад те откривам. Убав си и храбар. Може малку си блефирам, сепак многу ми се свигаш. Ти во себе јесте најдов тебе. Ти си како магија, успеа ти се да смениш дури кога заспивам. Таму ти ме следиш, ти си како магија, моја абракадабра, понекад те откривам. Убав си и храбар. Продолжуваме понатаму со информацијата дека UCLO Colors за студентите од прв, втори, трет циклус студии започнува со одржување онлайн средби со нивни колеги од 9 универзитети членки на Европската универзитетска алијанса Colors. Станува збор за исклучителна можност студентите да ја почувствуваат атмосферата и потенцијалот на перспективната Европска универзитетска алијанса Colors, во која што UCLO е составен дел со сето своје значење и целокупен потенцијал. Студентските Colors Zoom средби на Алијансата Colors започнуваат со првиот состанок на 13 ноември 2024 година. Воедно од UCLO Colors подсетуваат на важноста да се биде градбен дел од 120.000 Colors студенти кои што зумираат за поубава иднина, бидејќи целта на оваа активност е да се создаде неформална платформа без граници, на која што студентите ќе можат лесно да разменуваат информации без да се плашат да поставуваат прашања. Од Colors уште една информација. Имено UCLO, член на Европската универзитетска алијанса Colors, ги повика сите своји студенти вработени од 18 до 22 ноември 2024 да се вклучат во неделата на виртуелно патување и заедно со колегите од партнерските универзитети од алијансата дигитално да ги истражат 9 Colors земји во текот на 5 дена. Во координација на Центарот за јазици на UCLO Colors, UCLO ќе биде представен со бројни интересни оригинални содржини, јазични кафулиња, курсеви за дегустација, квизови, видеоклипови и други бројни активности со кои ќе ги поттикнат учесниците да ги откријат различните универзитети, земји и јазици на алијансата на забавен начин и сето тоа во опуштена атмосфера од сопственото биро.
Настаните нудат можност да се разговара за интересни теми на англиски јазик со други студенти или колеги. Представниците на студентската популација ќе бидат присутни да одговараат на прашања, а студентите од Еразмус ќе ги споделат своите искуства. Дигиталната платформа што се користи ќе биде Bloom Hub, специјално развиена за Европските универзитетски сојузи, до кој учесниците на универзитетот имаат директен пристап. Sreća, nemam ja sveke Vreme za plaćenje Колку жешко може дај Се топев пред тебе ко да сум ја шеке На тоа ке остане Времето си лета кога помина Лето е среќа се смеам на глас Секој пат кога на тебе јас Ке помислам и знам нема никој како нас Знам дека ме мислиш Како што те мислам јас Фантазија и ризик Би се вратил ти 100 пат Секој ден во себе Те препознавам магично тебе Секој миг е сега Авантура за која се спремам И без див ја сторам Секогаш кога од тебе одам Но те знам јас тебе Нема да ме оставиш мене Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема Нема назад враќање Па то сега лесен е Те гледам за себе, ти светиш ко мене Еден за друг ние сме Времето си лета кога помина Лето е среќа се смеам на глас Секој пат кога на тебе јас Помислам и знам нема никој како нас Знам дека ме мислиш Како што те мислам јас Фантазија и ризик Би се вратил ти 100 пат Секој ден во себе Те препознавам магично тебе Секој миг е сега Авантура за која се стремам И без див ја сторам Секогаш кога од тебе одам Но те знам јас тебе Нема да ме оставиш мене Денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола го завршуваме со информацијата дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ги повикува студентите и наставниот кадар да станат дел од дебатниот клуб на Укло, во кој ќе се водат дебати на различни теми, од тековни настани до безвременски филозофски идеи. Ќе се согледуваат различни перспективи, ќе се водат интелектуално потикнувачки разговори, ќе се развива критичко мислење, истражувања, ќе се подобруваат вештините за јавно говорење, ќе се учествува во пријателски надпревари, работилници и обштествени настани. Заинтересираните кои сакаат да станат членови на дебатниот клуб треба до 20 ноември 2024 да пратат мејл на violeta.januseva@uklo.edu.mk со следните податоци: име и презиме, факултетот кој доаѓаат и година на студирање. Повеќе информации за ова ќе најдете на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk.
Како што кажавме, со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. УКЛО ФМ Битола, ноември 2024 година. УКЛО ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk